Интернет не поминува многу време, пошто најчесто го користам интернетот кога ми треба некоја информација, некоја работа што ми е битна, што треба да се заврши, некој проект ако работиме. Па ако земеме дневно, може да се каже дека околу саат до 2 сата, нека си 3. Се надевам оти има позитивен ефект, барем за мене, тоа поминато време, но од друга страна пак сметам дека некако интернетот се повеќе и повеќе не навлекува во неговите содржини, а при тоа го губиме оној физички аспект од животот на човекот. 8 часа. Околу 6 до 7 часа, некогаш и повеќе. Најчесто 5 часа, може би и повеќе. Па најчесто околу 8 часа. Од 1 до 2 часа. Околу 5 часа. Прилично поради обврските поминувам малку време. Вообичаено кога треба нешто да подготвам за утрешниот ден на работа, нека се 2-3 часа дневно. Во просек секој ден поминувам околу час до час и половина. Негативни ефекти, мислам дека луѓето го трошат времето што може нешто друго да работат, го трошат на социјалните мрежи и најскапо нешто ни е времето. Значи времето не може со ништо да го купиме и не се враќа назад. Така да мислам дека таа е една од главните негативни работи што е кај социјалните мрежи. Како сите социјални медиуми, секаде има негативни ефекти и мислам дека не се толку штетни. Па има користење на лажни информации и користење на моите фотографии. Мислам дека негативните ефекти на социјалните медиуми би се намалиле доколку ние повеќе би имале медиумска писменост. Тоа значи дека секој од нас треба да ги препознава лажните вести, теориите на заговор и на тој начин да не биде мета на разни кампањи. Се има своји негативни ефекти и позитивни, ќе се потрудиме да ги избегнеме негативните, а што повеќе да бенефицираме од позитивните. На социјалните медиуми може да лесно да дојде до измама, бидејќи има лесен пристап до нашите информации. Како што за се што работиме во животот постојат позитивни и негативни ефекти, така се и медиумите. Имаат негативно влијание, но колку во тоа ќе биде, зависи од нас, зависи од средината, зависи од нашите потенцијали, зависи од нашите очекувања. Јас повеќе социјалните медиуми ги гледам како нешто што ми носи нови можности, а не негативни. Од социјалните медиуми може да има многу негативни ефекти и мислам дека најголем негативен ефект е фактот што многу луѓе можат да изгубат самодоверба бидејќи се споредуваат со други. Негативни ефекти се бидејќи има многу хейт коментари. Во денешно време доста кај учениците и младите има искривена перцепција и во смисла имаат искривена перцепција за некои работи кои што мислат дека треба така да изгледаат, значи дали материјално, дали физички. И сите тежнат кон тоа едни со други да се слични, дали физичкиот изглед, дали материјално, значи без разлика. Тоа може да биде негативно, не се фокусирани на тоа да бидат своји, сами за себе, да бидат уникатни, туку се угледуваат едни на други и се споредуваат. Да, дефинитивно. Да, постојат. Пример, можеме да комуницираме со луѓе кои се далеко од нас. Да. Дефинитивно постојат, бидејќи со вештачката интелигенција можеме да добиеме информации од секаков вид во било кое време. Па од тоа претходно што го кажав, може да потврдам дека постојат и тоа како посебно за помладите и за нас повозрасните секако, ама за помладите, ако тоа вистински, во вистинско време, на вистински начин се искористи, навистина има огромно позитивно влијание. Секоја позитивна работа си има и негативни работи и секоја негативна работа си има и позитивни работи.
Значи се зависи од тоа како и на кој начин ќе користите социјалните мрежи. Секако дека постојат позитивни ефекти се можам да бидам во контакт со сите мои блиски и да гледам што прават понатаму личности. Да, постојат позитивни, како има и негативни, така постојат и позитивни. Меѓу позитивните, бидејќи има покрај содржини кои што се можеби забавни или недолични, има и содржини кои се едукативни без разлика од дали од економија, дали од други области, општествени области, не знам. Има доста позитивни ефекти. Доколку некој е заинтересиран тоа да го чита и да го истражува, има што да се научи од социјалните медии. Секако дека постојат, како што има негативни, така има и позитивни. Едни од позитивните би биле тоа што ние по-лесно можеме побрзо да пристапиме до информации и комуникацијата би ни била по-лесната со социјалните медии. Па немам да ви кажам умилена социјална мрежа. Обично посетувам интернет веб страници кои не се то нема променлива содржина, туку има динамичка, како некои страни што се вести и така некои што нудат типа друга содржина. Милена социјална мрежа ми е TikTok, бидејќи може да се споделуваат смешни и интересни видеа со пријатели. Немам умилена социјална мрежа. Instagram и Facebook. TikTok и Instagram. Јас сум од по-возрастните генерации, за нас Фејсбукот е вака најлесно за користење. Таму па на Фејсбукот читам доста информации, обично ни излегуваат тие информации за кои што ние размислуваме или сакаме да слушнеме некоја содржина. И чисто да си го збогата моето знаење од одредени области. По моето име социјална мрежа е YouTube, бидејќи тоа можам да гледам секакви видеа, да слушам музика. Инстаграм, бидејќи има доста интересни видеа и едукативни, па понекогаш и смешни, па затоа Инстаграм. Моја умилена социјална мрежа е Инстаграмот, заради тоа што таа е една од мрежите каде што можам да пристапам до содржините што ме интересираат, без при тоа тие да бидат обременети со многу реклами, затоа што на неа најчесто е застапена помладата популација. Слики. Најчесто слики и видеа. Јас сум инфлуенсер и објавувам слики од мене, детали од мојот ден, снимам видеа. Вообичаено слики кои што не се поврзани толку многу со мојот приватен живот за да ги избегнеме самите негативни ефекти. Јас сум човек кој што не сака, мислам, нема желба да објавува содржини. Тоа обично го правам ако треба да направам нешто, ќе биде поврзано со мојата работа, интересот на институцијата во која што работам, а сметам дека се друго што се пласира или што јас би можела да го пласирам е небитно за како за заедницата, така и за самата мене, за моето семејство, за членовите околу мене. Слики и видеа од мене. Објавувам почесто некои мои приватни слики, некои мои креативни изработки, бидејќи имам и хоби со кои што се занимавам. Најчесто објавувам слики и видеа од она што ме интересира и од она што ми се случува во секојдневниот живот. Не објавувам јас многу содржини, пошто не сум многу голем фан што викат на социјалните мрежи.